Пандемијата со COVID-19 и рестриктивните мерки кои беа воведени придонесоа луѓето да поминуваат повеќе време во природа. Не изостана и рекреацијата на планинарите ширум земјава. Живописната природа на Шарпланина беше клучна за посета и од странски посетители. Дефинитивно луѓето најверојатно бегањето од градот и бегањето од ковид пандемијата својот спас го најдоа токму на планината. Дефинитивно дека и тука во Тетово, посебно Шарпланина, не само Тетово, туку е посетено од сите планинари ширум Македонија. Во минатата недела дури имавме и случај на четворица француски планинари. Членството на планинарскиот клуб Тетекс од секогаш било активно, но 2020 година, ајде да кажам благодарение на корона кризата, луѓето почнаа да бегаат се повеќе и повеќе на планина. По овој пат се вратија голем број на наши членови. Сите оние кои што сакаат да бидат активни членови на планинарски клуб, најпрво мора да ја поминат едукацијата за планинари, која што вклучува 5 пати активно учество на планинарски тури и едукација во поглед на задолжителна опрема на потенцијалниот планинар. Со самото таа присутност на планините, со самото тоа движење низ планините, се трудиме да им дадеме едукација на новите членови. Едукација во смисол на која планинарска опрема треба да ја носат со нив, како треба да се однесуваат на планина, на што да внимаваат, што се треба да имаат во својот ранец и така натаму. Значи не секој може да стане член веднаш од првото одење на планина. Планинарењето во зимскиот период пак носи опасност од лавини. Искусните планинари апелираат во таков случај да се организираат тури на планини кои што не се повисоки од 1800 метри надморска височина. Во овој период од годината типични карактеристични се лавините создадени од снегот, посебно на врвот местата кои што се наоѓаат под Кобилица, но исто така и другите повисоки врвови тука на Шарпланина, и се разбира апел до планинарите посебно да внимаваат на местата кои што се повисоки од 1800 метри, затоа што врнежите од снег, нивното таложење, потоа новите врнежи над нив, топлото време може да направи лавини кои што можат да бидат опасни по животот на планинарите. Покрај тоа што планинарењето носи низа здравствени придобивки, представува и одлична можност за рекреација на чист воздух и бегство од секојдневието.